Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана јавност, во насока на регулирање на различните правни толкувања и недоречености во постапката за собирање потписи за поднесување на кандидатски листи од независни кандидати, кои што периодот се ширеа помеѓу граѓаните и медиумите, и свесни дека реагираме во последен момент и дека нема целосен консензус за овој предлог, кој што денеска го поднесуваме, е ново законско решение, различно од претходно поднесеното законско решение, во кое што беа дел уредени и забелешките од ОПСЕ и ОДИХР. Предлагаме измени на закон во 2 члена, како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Поднесуваме измени на изборниот законник, со кој што се уредува оваа постапка, која што претходно беше укината од Уставниот суд. Со ова решение се обидуваме да ја пополниме ова правна празнина по одлуката на Уставниот суд, за да се воведат одредени јасни правила за собирање потписи за кандидатури за градоначалници и советници од страна на група избирачи, а да бидат фер и еднакви условите во секоја општина подеднакво. Законот се усогласува исто така и со Законот за медиуми, со што би се регулирала и регистрацијата на електронските медиуми во платено и политичко рекламирање, бидејќи процесот за поднесување апликации до ДИК е веќе почнат, има одредени реакции од ваквиот вид на медиуми. Ќе интервенираме и со амандман за истава одредба да важи од 1.1.2026 година. Со ова можеме да дозволиме на сите електронски медиуми кои што учествуваат во платеното политичко рекламирање на овие избори да имаат еднакви права и услови, а подоцна да бидат регулирани. Ова е обид за појасни, фер и транспарентни изборни правила за овие избори. Нагласувам и најавувам дека ова е времено решение за овие избори и дека работата на конечниот изборен законник ќе биде со вклучување на Министерство за правда, сите релевантни политички структури и политички партии, како и невладини организации и сите стейкхолдери кои што се заинтересирани за носење на долгорочно и одржливо решение. Согласно член 175 став 3, бидејќи не се во прашање сложени и обемни усогласувања, предлагам да потребата за носење на овој закон во скратена постапка ја донесеме сега и да е во скратена постапка. Благодарам.